Полицијата се уште трага по возачот на комбето Ивеко, кој синоќа избега по сообраќајката во која 2 мигранти загина, а 18 беа полесно и потешко повредени. Информираа дека се превземаат сите мерки за негово лоцирање и изведување пред истражните органи, откако вчера со комбето со која превезувал илегално мигранти се забил во метелна ограда од Моска и Бучим Радовиш. Освен возачот, местото на настанот го напуштиле и други мигранти кои синоќа биле пронајдени од полицијата. Околу 22:30 часот на автопатот биле забележени уште 3 лица кои биле пренесени во јавната здравствена установа во Радовиш, каде им биле констатирани телесни повреди. По укажаната лекарска помош, 2 лица биле задржани во полициската станица Радовиш, додека едно лице било префрлено во клиничкиот центар во Штип. Увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица од општа надлежност Радовиш. Од јавното обвинителство информира дека се земени изјави од мигрантите што ја преживеале сообраќајката, се сместени во прифатниот центар во Гази Баба во Скопје и работат на целосно комплетирање на случајот. Здравствената состојба на повредените мигранти се подобрува, информира од Штипската и Радовишката болница. Во Радовиш биле префрлени 6 лица, додека во Штипскиот клинички центар 12 мигранти. Имаме примерно по 6 пациенти на оделението за хирургија и 6 пациенти на оделението за ортопедија. 9 од нив имаат тешки телесни повреди, имаат скршеници најразлични на екстремитети, на ребра, на карлица, на ацетабулум и така натаму. Имаше 20 малку понестабилни, тие беа во оделението за интензивна нега, сега се и тие добри, така да стабилна е нивната состојба. Ќе ги следиме и натаму, дел од нив можеби веќе наскоро во текот на денот или утре ќе бидат спремни за испит. Мигрантите се по потекло од Бангладеш и Шри-Ланка, најверојатно илегално влегле во земјава за да бидат пренесени до српската граница. Истрагата треба да открие дали станува збор за организиран канал за пренесување на мигранти низ државата. Според полицијата, само во јуни биле откриени над 300 илегални преминувања на македонско-грчката граница.